each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times. Добро, да почнеме. Почитувани пријатели на хуморот и сатирата, особено од оној дел на хуморот и сатирата, графичкото изразување. Денеска да се биде на оваа промоција не е само чест и почит, туку искрено задоволство да присуствуваме на создавање на еден нов начин на изразување и на едно грандиозно дело што моментално се ствара, веќе ја бев изненаден кога веќе стигнавме до третиот том. Тоа е ретка прилика во карикатурата да сретнете вакво издаваштво. 20 на години наназад се нема појавено вакво дело, а колку што го пратам ја и балканската карикатура, тротомно издание на сопствени графички изразувања на хуморот и сатирата до сега немало. И сите овие што се добри познавачи на карикатурата ќе се сложат дека после долги сушни години најверојатно во Македонија за хуморот и сатирата доаѓаат подобри денови. Ако некогаш Остен беше оној што репрезентативно издаваше и студентски збор у тоа време заедно со млад борец кој издаваа вакви дела, сега вакви обемни литературни дела воопшто и не се издаваат, така да за поздрав е ова што сме денеска собрани и затоа реков дека денес ова ни е една задоволство повеќе. Симбиозата меѓу хуморот и сатирата и симбиозата меѓу графичкото изразување и зборот е благодарение на нашиот домаќин Јордан Ѓорчев. Негова привилегија да биде денеска во центарот на вниманието е само оној негов, зборувам за карикатурата, негов Божји дар, со цртеж и збор да му се посмева на она што е несовршено во нашата земја и околу, а тој Божји дар служи за смејата со тоа што му го подобрува расположение на обичниот народ. Во графичкиот приказ и на пешаниот збор, значи реков дека ги оскладува хуморот и сатирата и со смејата ја потиснува горчината. Некогаш карикатурата како карикатура тоа е една кратка форма која идеја има јасна идеја, визуелно впечатлива и лесно да се помни. Во овие што се вкоричени карикатури кои буквално се издаваат од ден на ден, ја ги имаме некој од нив сретнувано на Facebook и на Instagram. На друго место, Јордан, поправете ме, слободно заедничко делување. Има воспоставено таква соработка да едно со друго се надополнува. Ако земите да анализирате една карикатура, ќе дојдете до едно совршенство, каде што се вклопуваат зборот со цртежот. Одма ќе пренесам една карикатура која ми остави добар впечаток, а тоа беше во градот, се појавуваат 4-5 од оние баџавци, што ги викаме со златни крстови, пред женичката застаната и му коментираат: вие не може да влезете у градот зашто представувате опасност за градот. Ако анализираме оваа карикатура, ќе видите дека тие во себе си содржи една мала поента на разбистрување, но и една голема поента ако некој политички сака да ја третира оваа карикатура. Зошто ќе речи некои политички? Затоа што на левата страна стојат баџовците кои во момент во државните институции се поставени и го гмечат оној помалиот дел од луѓето. Тоа е она што секој своето го презема, секој како сака го сваќа. Тоа е доблеста на сатирата, да можете да дади разновиден третман. Кој како сака ќе ја свати сатирата. Повеќе значноста, повеќе сложноста во сатирата овдека изразена е комплетно. Со тоа што ретко ќе најдете една ваква книга на хумор и сатира, јас имав повеќе, па направив некоја паралела да видам, ретко ќе најдете каде што предмет на обработка на на неговите поенти, што сака да ги представи, се буквално од целокупниот наш живот и нашето настајување. Значи секој човек може да се препознае себе си во еден дел од карикатурата. Но што е овдека интересантно? Во последно време кај нас тука и погато и во светската сатира, хумор, поминува буквално све. Значи на телевизија поминува све, секој може да каже што сака, политичарите се крајно вулгарни во своите средини, но во карикатурите на Јордан Ѓорчев, Јордан ми е многу непријатно, тука те фалам, знаеш, морам, таква ми е задачата. Во карикатурите на Јордан Ѓорчев нема да најдете нисту еден вулгарен збор.
ниту едно накарадно напаѓање на некоја личност, а ниту ќе најдете насочување кон некоја личност со име и презиме. Сатирата не трпи имење и презимење. Ова што денес се случува во Македонија, некои сами себе се наречуваат, ние сме сатиричари и дори визит карти прават, Петко Петковски сатиричар, не е поентата некога да го смееш денеска за 15 на минути, утре власта се менуваат односите во општеството, ама ова што е направено во пишана форма и што е темелено во карикатурата, сега ова ќе биде лидер на карикатурата во Македонија, додека не се појави нешто подобро, дај Боже да се појави, Јордан ќе се сложи со тоа. Значи, се менуваат работите, кај Јордана работите не се менуваат. Сето тоа оставено на свеста на граѓаните. Оштрината и со она што го викаме ние народски речено боцкање, зависи повеќе не од општествените прилики кои се тука, нас веќе и нема веќе кој да не контролира во хуморот, сатирата, тоа зависи само од цензорот кој е лично во главата на еден писател, во главата на еден творец, а во овој момент кај Јордан Ѓорчев. Оштрината со која боцка е релативно блага. Зошто релативно блага? Оно што летимично ќе ја сврти карикатурата да ја прегледа, поминува лептерно преку неа, да ми се случило и мене тоа, а оштрината ќе ја видите на еден друг начин кога некој ќе се задлабочи, па ќе ја пренеси таа карикатура во некоја друга сфера која него му одговара. Каква е моќта на карикатурата? Него ќе речи па карикатура на цртано и на здравие. Е тоа што сакате објавено и тоа не е така. Карикатурата има огромна моќ. Нема да добиеме шанса сега тука да го тоа коментираме на ниво, на светско ниво, но само едно да знаете, дека карикатурата е совршено средство да се искажат сите аномалии. Јас сум афористичар и секогаш кажувам, карикатурата секогаш стои за еден чекор пред пишаниот збор. Зошто? Карикатурата е универзална. А колкава е опасноста што носи карикатурата? Карикатурата, сами знаете, последните настани со Шарли Ебдо што беше. Каде беше Мухамед насликан, па имаше реакции, а имаше и многу и пред тоа, па каде што редакција една француска која зема Светото Тројство сакаше да го исмева. Значи исмевањето во современата карикатура некој го нарекува тоа сосем нормално. Овде нема да најдете исмевање. Значи све она што се работи во интерес на поттикнување на свеста на народот да осети, да свати дека она нешто што не чини, тоа е сега направено. Одбележана е таа тема која носи негативности кај луѓето, да не речам накарадно живење што се појавува. Значи, преска реков и сепак е тоа, лепезата на интерес за да се внесат теми во карикатурата кај Јордан Ѓорчев буквално не исцрпи. Ако ќе овие книги ќе ги добиете, не ќе ги видите, че нема да најдете две исти на иста тема да се расправат. Дури може да најдете некои интересни гек теми кои се удираат со современата технологија, каде што човек иде, оној што е балансира преку жица, и кога ти немаш жица, му вика, што ти е жица, денеска има Wi-Fi. Добар бе. Wireless. Да, wireless, добар сум, да. Карикатурата секогаш била оштра, критизира сите неправди, беше социјално осетлива, се бореше за политичките и човечките права. Една добра работа е тука што нашиот народ овие книги овде ги ослободува од теретот да се занимаваат со политиката и да се исполитизираат. Денеска сите добри автори мислат дека ако удрат критика на оваа власт, сега дека се одлични, дури на телевизии, пошто се поделени телевизиите наши, ваши, ки дојдат ситуација дека ова е добар афористичар, ова е добар карикатуриста, а бидете сигурни дека денеска едните што викаат кој е овој што напишал ваков текст или ваква карикатура, после 4 години вика, лав домо е ново и како е напишал оваа карикатура. Тоа му следи на секој автор, Јордан и тебе тоа ти следи кога би се занимавал со политика. Ама мислам дека политиката, преска го реков, дека самиот читател ќе си ја внеси карикатурата онаму каде што мисли, како сака да ја гледа. Дали во својот приватен живот ви се случило тоа и дали тоа можете да го пренесите во политиката, па да си се препознаете, тоа е ваше. Јордан го има нацртано. Неговата симбиоза, графичко спојување со зборовите, со текстот што е доведено до едно мало совршенство. Ако сакате од оваа карикатура може да направите роман, а ако сакате можете да направите афоризам. Повелете, читајте ја, гледајте ја во рамките на своите способности, секој човек ќе се улови некој момент.
Една од темелните вредности на карикатурата е тоа да Милчо после ќе ме поправи некој работи ако грешам. Темелна вредност на карикатурата е да препознае некого. Темелна вредност на карикатурата е да биде актуелна, ама не деневна. Дневните за еден настал се врзуваат и одат. Значи да биде актуелна во сите времиња. Тоа е квалитетот што го носи оваа карикатура. Овдека ја колку што може да гледам, Јордан ова третава не ја баш многу разгледав. Овдека се вредности кои се за сите времиња. Можеме сега да направиме промоција и да се сретнеме кроз 2 години, ситуацијата е иста. Не е врзано ништо за некој. И за крај, не знам да не претерав, ја Јордан ти. Имаш уште 2 минути. Уште 2 минути? Ќе уврзам малце. Така ако сте незадоволни, нерасположени или разочарани затоа што ве лаже или мамеа некој од некоја страна, ако сте лути или бесни заради неправдите што ви се случуваат вам, што ги гледат и тоа е некоја вештина кај човекот, не мора да биде неправден само кој оно неправден, него едноставно го гледа, тогаш можете слободно да ја земете во рацете книгата на Јордан Ѓорчев. Сигурен сум дека доброто расположение ќе ви се врати. А ништо не е поважно и од доброто здравје. Она наша изрека дека смеењето е најдобар лек, поготово за нас постарите, е овдека исполнето, така да секое читање на оваа книга ќе ви донеси некоја радост, ќе ви исполни духовно, ќе ви исполни и кој последен се смее, најсладко се смее. Ја мислев дека последен ќе бидам во овакво, ме намести прв мене. Кој последен се смее, последен го разбра узиците. Да, и затоа добро е во куќата да си има еден ваков пријател, поготоа што порано куќето беше најдобриот пријател, сега немаме куќиња, имаме оние малите на батерии што се, така да книгата на Јордан Ѓорчев, јас со исклучително задоволство прегледував уште еднаш каптората, тоа ми е должност, не само како презентер тука, едноставно љубител сум голем на хуморот, на сатирата, како во пишана, така во карикатурна форма. И јас сакам уште еднаш на Јордан пред вас да му честитам за ова епохално дело, со надеж дека и третата, ова што е сега тука излезена, дека после неа ќе следува некој друго, затоа што не има исклучително богат творечки опус, не постојат карикатуристи, тоа се многу ретки, ако земите Петар Писметрович работи политичка карикатура, по 4 и по 5 дена ги работи тие, тоа му е другата област, тоа е друга тип, затоа што и работи во Австрија. Да, во Австрија, Германија објавува, ама и се работи за на друга работа. Не дека мислам дека 80-тите години беа кога во Македонија почна да се влезе дигитализација на новините, портали се почна да отварат и карикатурата, да верувате, почна да се избацува од сејдека. Наместо карикатура, подобро беше да стават реклама, да дојдат до некој динар, а оние што се големите весници, до денеска за илустрација ја користат карикатурата. И ја би сакал еден ден од овие нашите весници, не знам колкав им е тиражот, да гледам карикатури како илустрација на темата што ја пишуваат внатре. Пред време ќе ми даде некој заклучок, а ќе исчитам и темата, зашто гледам заклучокот е сосем солиден. Ви благодарам што ми слушате, Јордан благодарам што ме постави пред да бидам тука, така да уживам сега во вас што зборувате. Добро. Миле. Сега тоа што сакав да кажам, вас се кажа. И падна концептот. Нека биле. Исто која да се кажа. Меѓутоа има една добра работа тука. Васе своевремено беше заменик или беше градоначалник на како беше тоа? На Ѓорчев. Па он може да збори до себе. Ја тоа не го можам. Ние сите што се занимаваме со карикатура, важи едно правило, се што имав да кажам, тоа го насликав или го напишав, го оставив во книга и обично тоа важи. Јордан, јас сум невоодушевен човек. Ја немам зборови да кажам. Ја ова што го видов денеска. Пред некој време прочитав една многу интересна мисла. Вика, господја министерка, ја памтат по 100 години. Дали памтите некој политичар пред 100 години? Ниеден. Мислам дека овие 3 дела на Јордан и верувам дека ќе видат уште, ќе се памтат и наредните 100-200 години, а политичар дека се памти не верувам од овие простори. Со Јордан се знаеме 40 на години. Не сме ние толку стари, ама многу долго време се знаеме. Јордан е еден од карикатуристите што ја капам осимином, затоа што уште како млад создаде свој стил на изразување. Сите ние можеби лутавме додека го најдевме својот стил, па да речем и карикатуристи, да ги спомнам и, ајде да не ги спомнам, можеби се веќе починати.
он најде свој препознатлив стил кој го знаевме уште од млад. Тој стил со време го надоградуваше, го чистеше, го разубавуваше да дојде до едно вакво ремек дело. Јордан го работеше во тоа време во рубриката Кикс, во студентски збор, студентот Трајче, верувате, добар дел од студентите прво ја вртеа таа страна, читајќи ги сите или читајќи ги на Васе афоризмите или хумореските на сите сатиричари хумористи, нашите карикатури, а особено тој каиш студентот Трајче што беше прекрасен. Мене ми остави впечаток. Сега нешто да кажам околу карикатурата. Значи, самата карикатура потекнува од зборот карикаре, тој некој италијански израз, да се нешто карикира, да се извитопери. Книгата My Way 2 е баш една одличен патокас или одличен начин на она што го носи самата карикатура, да животните да им даде Јордан човечки особини. Исклучително, луѓе, тоа е тешко. Тоа е исклучително тешко од причина што морате многу да внимавате на карактерот на ликовите, кој е тоа животно, што носи животното во себе, која порака ќе ја прати. Тоа е исклучително тешко. Значи, само луѓе кои се бават со тоа, го носат во себе, а ја би рекол се големи мајстори на карикатурата, може да влезат во еден таков предизвик, да на ликовите им дадат животни или животински, како се вика, карактеристики, а при тоа да пратат пораката која е универзална. Што се однесува до втората книга, ја само на страна број 310 прочитав една карикатура, вика вака. Еден стои на нешто вака. Еден стои на едно рибче. Вика вака. Каква глупа работа. Сите сакаат да бидат на врвот. Ете, јас се искачив на највисокиот врв и што? И овде нема ништо. Само едно дрвце и ништо друго. И доле има подтекст и вика: и цел живот го посветив на качување на врвот. Сега тука нешто запишав јако Васе. Јордан, точно е дека сите сакаат да бидат на врвот, но на врвот е секој пат резервиран, најтешко ме го читам, секој пат резервиран за најдобрите, најспособните, најумешните. Веруј ми, Јордане, ти си еден од нив. Друг дел од текстот вика вака, Јордан вели: јас се искачив на највисокиот врв. Така е. Јордан 40 години, верувам, 40-тина, се качува постојано од еден на друг највисок врв. Но знам дека ова не е неговиот највисок врв, ова е само попатна станица по некое ново повторување, некој нов врв, некој повисок врв. Да си ми жив и здрав, така и да продолжиш. По 3. Јордан вели дека на врвот има само едно дрвце. Да, има едно дрвце, но тоа е дрвото на неговото дело, тоа е дрвото на неговиот опус, дрвото кое вечето ќе биде младо, вечето ќе цвете на врвот, ќе го разубавува, ќе го разубавува целокупното окружување. По 4 целиот овој живот, вика, го посветив на качување на врвот. Јорган, е качувањето да го продолжиш. Овој пат ти посакувам со многу поголема творечка енергија, уште поголема, да освојуваш уште поголеми творечки врвови, бидејќи тоа можат само, мој драг пријателе, најдобрите, а тоа си ти. Ова е нешто се го спремав како, а сега ќе кажам нешто слободно. Верувајте ми, сите ние кои се бавиме со карикатурата, знаеме дека да се подготват 3 овакви дела со преку 1000 и нешто карикатури е исклучително тешко.
Значи да се овие карикатури систематизираат, селектираат, проверат, да се внимава што да се каже. Васе што го спомна, е исклучително тешко. Значи ние како карикатуристи сме минали низ најразлични премрежија. Значи сме имале ситуации кога во времето на Сојузот на комунисти сме ги добивали највисоките награди, па никој не чепкал, но имало ситуации кога дошла демократијата, па не било све демократски. Имав една ситуација како анекдота, Јордан не ја знае, бевке Дарко Марковиќ, он беше презентер на една од моите изложби и промотор и не знам како, и тоа веќе последните негови денови ме вика: Миле, ти што се занимаваш со... И му кажам, ја приватно работам тоа, и сега слушајте, кажа вика една работа. Такви дојдоа времења да батали ти политичка карикатура, почне да се црташ еротска карикатура, ама гледај, вика, некој ден си го познае газот. Тогаш вика ќе имаш проблем. Јордан, што ти кажам, јас сум импресиониран. Ова е нешто што за македонската карикатура, вас се кажа веќе, е нешто што е незамисливо. Продолжи натаму, мај веј нека продолжи до 10. Ќе продолжи, да. Благодарам на сите, прво требаше да ве поздравам. Значи, јас сум Иле Манчевски, се бавам со карикатура, сум од Велес. Заедно почнавме во студентски збор. Васко, да не сакаш уште нешто да кажеш пред? Не, пред како ја дигна ова чаша и ми текна за една мисла во која размислувавме. Сите добри уметници, сите добри карикатуристи, афористичари, сите во чашата која ќе ја земат, они го гледаат талогот доле. Преведено на народски јазик, кога човекот оди да продава јаболки, он ја гледа скапаната и да ја тргни. Таа е голема вредност кај сите уметници да се борат со талого, не со убавото вино да го испијат. Јордан е еден од тие кој сака талого да го отстрани од чашата, за да можат луѓето да си се напијат од чистото вино, а не е она што остана блювотина доле. Извинувам, ми падна кога дигна чашата, мислата. Ова ти ќе гледам да не се повторам на сите. Многу малци се знае за хуморот и карикатурата во Македонија, на жалост сите знаеме кои се политичари и кој е местна заедница председател. Васе е тука, значи Васе е избран од своите колеги за најдобар сатиричар во овој дел на Европа. Така беше, ако не лажам. Тоа беше гласање на балканските сатиричари и ја бев прогласен трет во светот. Баконот и светот не беше тогаш, ама тоа тука многу малце се знае, ама мене ми е мило што ја ги знам и Јордан и Миле, уште многу 40 на години јас сум. Ни беше уредник во тоа не е, тоа поважно ми е. Само да знаете, еве не ќе кажам само еден пример. Македонската карикатура на времето, тоест југословенската карикатура на времето беше тоа што беше Кина во пинг-понг. Ако знаете што беше Кина, бар ние што се занимаваат. Значи, во Југославија беше најтешко да се биде прв, надвор беше најлесно. Во тие 10 најдобри светски карикатуристи, значи од Југославија, 5 беа македонци. Значи, се сеќаваме Јордан, само во нашиот студентски збор, кога ја и он останавме во тоа време, преку 30. Беше тоа страшна конкуренција, Васили беше уредник во тоа време. Нажалост, некои други времења дојдоа, други не поклопија. Од мене толку ви благодарам на сите, бидете живи здрави, денеска сум во чест на Јордан. Што ти кажам? Фала Миле. Добро, ја мислам дека сега должам неколку информации пред да кажам ја неколку збора за овие две книги. Значи би сакал пред се да ви кажам дека денеска сме собрани практично повод е промоцијата на двете книги Мајвеј 2 и Мајвеј 3. Денеска наши промотори се значи Васил Толевски, познат афористичар, како што рече Миле, и Миле Манчевски, еден од 23-та, мислам, активни карикатуристи во Македонија, сам ја спомна, веќе работи долго време. Ние на некој начин бевме во студентски збор тие двајца карикатуристи кои највека устоја, додека имаше смисла таа работа. Сега би сакал да кажам неколку информации и за вас, а еве овде има и присутни медиуми, бидејќи би сакал ова информација да се пренесе во јавноста. Македонија, за жал,
од она што беше, условно да кажам, велесила во карикатурата, веќе не е тоа, и тоа има длабоки причини, затоа што карикатурата пред се новинарска, односно секојдневна активност, во принцип, или барем неделна, или во принцип и тоа, меѓутоа медиумите во Македонија се незаинтересирани, а и самите станаа невлијателни како институции, бидејќи имат занемарлив тираж. Овие карикатури кои се објавени во двете збирки, предпоставувам дека знаете, ја објавувам секој ден по една карикатура, и они представуваат збирка My Way 2, е книга која промовираме отпосле, последна година, бидејќи таа е 2019 година, 2018 делимично, а My Way 3 е цела 2020 година, меѓутоа My Way 4 ќе биде карикатурите кои сега се објавуваат тековно на Facebook и на Instagram. Зашто не беше My Way 2 или во превод на мој начин 2, инаку на мој начин My Way 1 беше промовирана пред скоро 12 години. Искрено ние сите губиме од кондиција при создавањето на карикатурите ако нема кај да ги објавуваме. Значи, задоволството на секој автор е да го прочита тоа, односно да го понуди на читателите. Бидејќи Facebook, односно социјалните мрежи сега направија една условно да кажам идеална работа за која морам да кажам ја многу доцна се сетив дека може да биде интересна таа работа, да се објавуваат на Facebook карикатури. Мислев дека социјалните мрежи некако не беа условно да кажам достојни носители на таа активност. А сега излезе дека не само што се достојни, него се и исклучителни и единствени, бидејќи просто нема каде да се објавуваат. За жал, пак ќе кажам дека во Македонија таа култура односно се изгуби атмосферата не само на оние кои творат, него се изгуби и читателската публика, односно префинетата читателска публика за карикатурите и за воопшто како се вика за хуморот, и веќе понекогаш може да доживеете разочарување кога или погрешно ќе биде разбрана карикатурата, или најбенигната, најбеззначајната варијанта станува интересна на некој, и така натаму, ама тоа не влегуваме. Тоа значи дека во нашата јавност формално и реално нема луѓе кои се веќе со тој префинет смисол за препознавање на добриот хумор. Инаку Васил спомна една работа за која сметам дека треба да ја надополнам, а тоа е дека, па и Миле исто ја спомна таа работа, ама јас сакам само да додам. Значи, вие може да имате идеја за некоја работа, да биде смешна. Например, вие замислувате дека таа работа е смешна или таа ситуација е смешна и треба да ја ставите на хартија. Ставањето на хартија е техничка работа за карикатуристи како Мили и мене кои цртат долго време, тоа не е сам проблем, техниката во цртањето, меѓутоа проблемот е да се достигне таа идеја, тој покрет или таа ситуација да биде недвосмислена, да прашува зашто му е ногата лево или десно и така натаму. И тоа е, сакам да дополнам. Значи, таа перфекција, кога едно дело е неуспешно и станува неинтересно, односно буквално е неуспешно, таа префинетост од успешност во неуспешност е многу тенка линија. Тоа е исто како кога слушате еден виц од двајца луѓе. Едниот го кажува вицот е многу смешен, друг го кажува вицот врска нема. Истиот виц. Истата работа е и со карикатурите. Истата работа и со секое дело, впрочем, и поезијата е таква. Она не признава импровизации, не признава плитки, празни, манипулаторски односи према публиката. Публиката е голема.
вие може моментот не знаете кои се луѓе може да ве чита. И се познава кога авторот е неискрен према публиката и прави нешто само ради реда, или прави нешто искрено и силно и се обидува да му даде потполна оригиналност. Ние кои се занимаваме долго време со хуморот знаеме дека многу тешко се создаваат нови модели или нови состојби на хумор. Скоро сите вицеви, скоро сите карикатури, скоро се е веќе видено. Се е веќе преработено во овие 100 години од како постои новинарството актуелно и објавувањето. Меѓутоа, разликата помеѓу новите автори и старите идеи е да му се даде нов гламур, нов сјај, на можеби на некоја стара идеја, да се доработи, да се додаде уште некоја мала финеса и да она веќе стане оригинална. И значи, ја повеќе не би сакал да зборам, само уште еднаш, значи, моите драги пријатели, денеска се промотори, оваа промоција не ја правиме да биде гламурозна или со многу народ, оваа промоција ние ја правиме само да книгите My Way 2 и My Way 3 излезат во јавноста дека се публикувани и дека постојат. Знам дека можеби требаше да се направи многу поголема промоција, меѓутоа поради околностите во кои сите живееме, знаете какви се, не беше ни многу дегутантно и не беше ни многу пожелно да правиме некој голем собир, меѓутоа да сме живи и здрави, овие книги, ако е точно како што им предвиде судбина Миле дека ќе живеат долго време, значи не се правени за актуелни теми, него се правени за некои потрајни, повечни теми и мислам дека хуморот не е културолошки ограничен само за македонски услови, затоа таа и двојката е правена на англиски и на руски. Па се надеваме дека бидејќи карикатурите немаат некоја, како се вика, рок на трајање, ако се правени како трајни вредност. Ако се правени за дневни потреби, нормално тие се добри, тие имат веќе друг живот и друга смисла, може по 2 години, 3, нема да биде јасно во кој контекст се правени. Али овие се избрани така, значи, ако и по 50 години да се читат, в принцип не би требало да бидат демодирани, затоа што тој смисол на хумор е правен, односно е негуван за да има да ги надмини културолошките и верските на некој начин граници, па и континентални, да бидеме популарни и во Америка, да дај го. Не, се правени по модела на америчките карикатуристи, просто и стилот е таков, изчистен е, така да реално очекуваме дека ќе има издавачи заинтересирани во странство. Али отом потом да се надевам. Ја ви благодарам на сите што бевте присутни денеска тука. Инаку реков дека денеска се 2 настани, нашите драги професори кои се пензионирани се тука присутни. Би сакал се еден аплауз да ги поздравим. И ете, еден настан, односно еден настан, во 2 настана во еден настан, или 2 настана во еден. Да. Благодарам уште еднаш, сега ве поканувам сите да си земете по еден пример од книгите кои не напишеме. Добро здраве, добро. И овие да се држим малку во ресторан. What is a man?